Под мотото «За подобар видик», општина Кочани ја организираше културно-уметничката манифестација со хуманитарен карактер, а по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Во паркот на Револуцијата се одржа настан со цел да се зголеми видливоста на овие лица, тие да се зближат со заедницата и директно да се вклучат во активностите што се посветени за нив. Во културно-уметничката програма настапија ученици од основните училишта, членови од литературниот клуб Копнеш, а присуствуваа и инклузирани ученици, како и членови од Сдруженија на лица со попреченост. Да не биде само еден ден преку кој ќе се сетиме на потребата да даваме поддршка, ќе се сетиме дека постојат луѓе на кои ни треба поддршка и постојат документи со кои формално правно ја покриваме нашата работа. Имаме изработена стратегија, имаме социјален план, имаме мапирање на лица со посебни потреби, кое мапирање беше изработено во текот на 2022 година. Ги знаеме нивните потреби и барања, знаеме дека 38 лица се водат како невработени, дека имаме центар за згрижување на деца со вакви потреби. Имаме посебна паралелка во училиштето Малина Попиванова за згрижување на деца со посебни потреби. Имаме 385 лица на 26 години. Знаеме дека 80% од мапираните лица имат потешкоти во делот на загревањето на своите домови. 30% од родителите не се работно ангажирани за да се грижат за своите деца. 40% имат потреба од поддршка во домот. Сето тоа го правиме на некој начин, ама секаде помалку. И морам да признам дека е недоволно. Настанот беше збогатен со продажни штандови на Сдруженија на граѓани и ученици. Дидактички и нагледни средства за учениците донираше и компанијата Амфенол Технолоджи Македонија. Можам да го изразам моето задоволство дека на еден мал и символичен подарок можеме да дадеме допринос за лицата со попреченост, да можеме да им го олесниме и разубавиме нивниот живот. Мислам дека овој ден треба да биде само поттик за нашите секојдневни активности, за нашите секојдневни размислувања и акции, дела кои што ќе преземеме за да можеме да животот на тие лица им биде да им биде нормален, да бидат што посрекни со тоа и ние да се чувствуваме среќни. Во рамки на манифестацијата се продава уметнички слики, изработени на ликовните колонии, што во изминатиот период се одржаа во Кочани. Собраните средства ќе бидат наменети за набавка на асистивна технологија за лицата со попреченост.